Здраво, ова е подкастот за секого по ништо, на сакам да кажам МК. Јас сум Билјана Несторовска, а денес со вас е Наташа Доковска, програмски директор на Сдруженијето новинари за човекови права. Да те добре дојде. Ти си наша колешка, верувам ти е пријатно во нашата редакција. Да, иако веќе известен период сум надвор од оние класични редакции, сепак кога ќе го почувствувам мирисот на весниците, ме враќа во оно убаво време. Се чувствувам многу. Супер. Нате да почнем одма со ти со години работиш со Сдруженијето, си голем активист за подигнување на свеста за справување со менструална сиромаштија. На сите пресови спомнуваш дека во Македонија има ниска свест за справување со оваа тематика. Еве да почнеме од пред истражувањето од пред 10 години па до денес, колку се сменија бројките? За жал, можам да кажам дека бројките не се сменети на подобро, одат на полошо, особено по ковид ситуацијата. Секогаш кога почнувам да говорам на оваа тема, јас многу сакам да ја раскажам приказната што ми се случи, што не наведе, да почнеме да ја третираме менструалната сиромаштија. Ние долги години со невладината организација работиме една програма за правичен пристап до вода и санитација и во рамките на таа програма одевме да посетуваме училишта каде што немаше адекватен пристап до вода и санитација и тоа верувам нели си да знаете дека се училиштата кои што гравитираат во општина Рачиново, Рачиново, Мојанце, значи имаме училишта каде што во тоа време, сега работите малку се променија на подобро, во тој однос, во таа насока, немаат пристап до вода, односно немаше питка вода и децата мораа да купуваат вода и родителите нормално реагираат. Ако се пресмета дека имаме 4-5 деца кои што немаат, па треба на секој дете да му купиш или за да има треба се бајле да станеш, па водата да ја провриеш и така нека. И сега да не навлегувам во тие детали затоа што друга не е темата. И одејќи истражувајќи ја оваа тема, влегуваме во еден двор каде што има 4 девојчиња, една баба и еден господин на не знам негови можеби 40 години. И ни ја прашам, не идете денес ко школа, зашто сте побегнале? И бабата нели онака горда, вели, не има добиено, кога ги матнем у школа, од каде пари? И сега, како, не ми беше јасно, се погледнуваме, се колишкава, шо значи, и она вика, нема, само мајката работи. Татко тој вика, под стечај, му е фирмата, не работи, седи дома, мене не ми треба, вика, само за мајката можеме да купиме, пошто ако нема и за неа, нема да може да оде на работа, па нема ни тие пари да ги зимаме, нема што да живееме. Сега, претходно, во контакти, во соработка со партнер организациите од другите земји, особено од африканските земји, од Индија посебно, каде што имаме континуирани партнер организации, го слушавме ни ова менструална сиромаштија, но секогаш се подгледнувавме онака нели она се прашав што се случува, како може, веруете, мене не ми беше верно дека тоа може да се случува. Сега кога го слушнавме ова, ние почнавме веќе подлабоко да правиме полека истражувања, почнавме да идентификуваме проблем, дали го има, дали го нема, затоа што знаете што лесно е да кажеш има и сега ние ќе го тераме ова, па имало немало. Не, почнавме направивме некој сет на прашања и почнавме прво, верувала или не меѓу нас, да си се прашуваме. Се случува ли никош да не можеш да купиш? Па да. И шо правиме? Леле, не знам, па како? Па други. Почнавме дека ова е навистина сериозен проблем. Почнавме по училиштата. Свативме, нели, гледаме, веќе те тера да истражуваш, да видиш каква е состојбата, кои се причините. Значи, сваќаш дека не може да купат влошки, односно менструални производи. Немаат соодветни тоалети за управување со менструалното здравје. Инфекции се појавуваат. Значи, нели ги набројуваме сите работи, се водиме едно по едно да истражуваме. И едната колешка вика, па не у Скопје нема јавен тоалет. А у школите, одиме по школите, јас мислам дека мене ми беше срам што објавив една слика која цела Европа ја прошета, сите речиси на сите поголеми настани низ Европа таа слика одеше од едно училиште од село Пчиња, Кумановско, каде што тоалетот е надвор, нема врата, нема светло, нема ништо, има 7 ученички во тоа училиште, тоа е подрачно училиште, 7 ученички, а имаат наставник маж. Добро, и што прават? И девојчињата велат, не одиме во тоалет. Да. И ја викам, зашто не одите во тоалет? И он вика, затоа што неќат јас да идам со нив, а јас не ги пуштам сами.
Јас. И сега нели си викаш, чекај Чекај сега, малце за што е како работава? Вели, па не може. Вика, ако ги пуштам сами, може куќа да ги нападне. Може било што да ги нападне. Навечер, зимно време кога рано се стемнува. Тука е црна темница, нема струја. Како ќе одат? А они не сакаат, пошто не се затвара вратата. Вода нема никаков пристап, значи не може да измијат. И потоа се прашуваме ние зошто имаме 90% од девојчињата во рурална средина одбиваат да одат цела недела на училиште, а девојчињата од урбана средина некаде 70% од нив 2 до 3 дена во текот на период, веројатно тоа се првите денови, одбиваат да одат на училиште затоа што немаат соодветни услови за да управуваат со менструалното здравје. И сега, кога ќе ги собереме нели сите тие елементи, доаѓаме до податокот дека Македонија навистина се соочува со еден проблем. Пред 10 години го направивме првото истражување каде што се појави овие податоци кои што сега ви ги кажувам. И мислевме и одлучивме на секои 2 години да правиме нови истражувања, да видиме како се движи, колку сме успеале да влијаеме и да промениме нешто во таа насока. А за нас беа запрепастувачки, например, податоците дека 15% од жените велеа дека не употребуваат никакви производи, односно употребуваат весници. Можете да се мислите што значи за кои тоа. средини зборуваме? Немам и урбана, и рурбана, и рурална, и периурбана, значи жени кои што се во економски ризик, кои што не може да купат. Такви ги имаме секаде. Знаете, жената во рурална средина, си девела да жените во рурална средина се повеќе на удар. Не е точно. Жената во рурална средина е дома работи, ако оди на нива, ама се е тука. Така. А жената што мора да оди на работа и што нема пристап ни до тоалет, особено ако работи на отворено, и нема пристап да купи, не може да купи, нема пари. Што правиме тогаш? Значи, подеднакво сите жени, јас не сакам да ги делам во овој случај жените на урбани, рурални, затоа што сите добиваме и сите имаме право на менструална правда или намалување на менструалната сиромаштија со цел да си го ствариме тоа кое што е невродено, че тоа е основно човеково право, во случајов женско право. И тоа беше почетната, да кажа, почетниот чекор, кој што не наведе да почнеме континуирано да истражуваме. Исто така за нас фрапантен податок беше дека девојчињата во училиште прв пат на оваа тема разговарале со другарка, со сестра или евентуално прочитале на интернет. Меѓутоа, знаете, оние помалите па уште не знаат како да го најдат тоа на интернет, не ни знаат да го кажат уште, ма знаат дека нешто се случува и дека нели веројатно поголемите другарчиња сестрички им кажуваат. На прашањето дали на училиште зборите на оваа тема, велат не, никогаш, тоа е срамота. А дома со мама, со тато, така. Значи веќе сега во таа насока тука имаме некое подобрување, значи веќе почнуваат да разговараат и на училиште. Има доста акции кои што се прават, доста предавања, кои што нели го наметнува тоа дека еве сега почнуваме да бидеме во мода, да бидеме во тренд. Па веројатно и веќе децата стануваат полюбопитни и прашуваат, додека проблемот е што дома многу ретко се зборува на оваа тема. Значи, и понатаму истражувањата покажуваат дека дома многу ретко се зборува. Сега, како што кажав, во овие 10 години, значи во овие 5 истражувања што досега сме ги направиле, велам тука имаме некое подобрување, но во однос на менструалната сиромаштија, особено по ковидот, имаме зголемување. Значи, се повеќе жени не може да купат. Затоа што имаме голем број на жени кои што станаа без работа, имаме голем број на жени кои што се во се поголем економски ризик и не можат да си дозволат, значи или не одат на работа, па губат дневници, па нели под знак прашање има станува работното место, не знам, се плашат дали ќе останат, па потоа имаме жени кои што едноставно не сакаат отворено, не сакаат ни да побараат ден, се срамат. Значи тоа се некако се провлекува и мислам дека сега имаме поголем процент на жени кои што се во менструална сиромаштија, па дури и процентот на жени кои што не можат да купат, односно континуирано да се обезбедуваат менструални производи е веќе на 30%. Плюс се зголемија многу цените на средствата. Ем се намали данокот, и ама пак све поскапе, така? Да, тоа сакав да го спомнам, ние имавме, јас многу горда на тоа што успеавме
успеавме, Да. бевме први во регионот, после на Црна Гора тоа го направија, да го намалиме ДДВ-то од 18 на 5%, на никој начин сме лидер во регионот. И нели сите очекува сега џабе ќе бидат. Да. Не, нема да бидат Да. џабе. Тоа е еден чекор и покажување добра волја на државата дека се грижи за жените и женското здравје и го почитува ова основно човеково право, како што е секаде во свет, но ние немаме големо намалување. Значи тоа доаѓа 30 денари месечно или некаде 360 денари на годишно ниво, што е навистина Ништо не многу значи. малку. Она што ние го бараме и едно од нашите сега дели втор чекор во барањата е да ги поддржат овие производи, односно субвенционирање, нивно субвенционирање и врз основа на некоја проценка да се каже дека жените во Македонија месечно може да одделат 200 денари. Тоа значи 100 денари од пакетче влошки. Да. И пакетче влошки да не чини повеќе од 100 денари, а сето тоа државата да си го плаќа. Јас можам да кажам еден пример во Кенија. Сега да не бидам погрешно сватена, нели често пати го имаме и Африка, нели тоа метафорички даве, ние сме Африка. Да, ние сме Африка, верувате, но на друга смисла, кога слетуваш во Најроби, прво те пречекуваат огромни билборди на кои што вели и јас имам право на менструација. Моето менструално здравје е пред се. Купете менструални производи, субвенционирани од владата и така натака. И сега прво, нели она е шок, сега чекај што е сега ова. Одиш во продавница, во најскупите тие Carrefour самопослуги што ги има, каде што купуваат странците, наоѓаш на менструални производи, влошки, тампони, чашки, имаат кај нас, например, уште не само во еден маркет се дојдени тие органски повеќе градни, таму ги има од сите видови разни, што да ви кажам, и сите чинат евро и пол. Бидејќи нивната држава, со помош на граѓанските организации, процениле дека цената на влошките не може да чини повеќе од $1,5. Сето друго си го плаќа државата. И кога ние збориме за менструалната сиромаштија со нив, они велат, да, ние имавме голем проблем, ама го надминавме. Бидејќи $1,5 голем дел, голем процент од жените, девојките можат да си го дозволат. Сега ние сакаме истото тоа да го направиме тука и да нормално да делиме, односно државата да си подели бесплатни производи за секој девојче кој што е во редовниот образовен процес, за тоа што тука прво знаете, државата ќе има многу поголема корист тогаш него сега, она ќе ги купи и ќе ги даде и тоа, но немаме да имаме инфекции, значи нема да има лечење, тоа оди се натовар на здравство, нема да имаме девојки, жени без самодоверба, значи нема, значи ќе сето тоа ќе оди на бенефит на не знам, родовата еднаквост на жената и на мажите, затоа што кога жената дома двој од буџетот е семеен, сите го користиме, значи мажите и жените, значи тука е тоа родова одговорно, нели, буџетирање кое што треба исто така да го имплементираме се повеќе како во општините, така и дома, ја викам често пати, и да добиваат сите бесплатни производи. Сега, некој ќе ми рече многу далеко одиш, прво дај да им дадеме бесплатни, па после да размислуваме какви, нека бидат прво овие обичните, но јас често пати се прашам што ќе правиме ние ќе обезбедиме, нели, да добиваат овие стандардни влошки кои што сега ги имаме, ама што ќе правиме кога за година, дена, две ќе речат не смеат да се забрануваат, бидејќи Европа со директивата 139/1 ги забрани производите за еднократна употреба во кој што има пластика. Влошките си и тампоните имаат пластика и тие се на листата на производи кои што нели наскоро ќе бидат забранети на европскиот пазар. Рок да ги забраниме? Рокот беше до 2025, но поради неможност да се адаптираат сите држави во Европска унија, тој рок ќе се мислам дека ќе се продолжи некаде можеби до 2027 или 2029 година, ќе видиме сега што ќе кажат изборите во Европска унија. Но тоа ќе се случи. Дали има желба од државата тоа да го примени? Каде кај нас? Да. Не, ќе да разговараат, ќе викаат се ти не враќаш нас во времето на нашите баби, тоа не доаѓа у обзир. Како ние ќе береме? Значи, а чашка исто не сакаат ни чашка, плюс чашката е многу скапа кај нас.
иако е производ број 1 и од Светска здравствена организација и од другите здравствени институции, значи прогласена за најбезбеден производ кој што би требало да се потребува за управување со менструалното здравје. Ама за жал кај нас, иако ако се направи математика е најефтина, бидејќи ја користиме 7 години, но проблем е што сега никој нема да рече да ќе ја купам 2000 денари, а најмалку ни требаат 2, значи еднократно ќе дадам 4000 денари и после 7 години сум фрај. Да. Значи, математика има, но почетните пари да се вложат се навистина, предпоставувам дека многу им се налуѓа на жените да ги дадат. И сето тоа кога ќе се собере излегува дека ние се повеќе тонеме, а не одиме напред. Освен што, кажувам, и многу сум горда на тоа, реков што успеавме да го намалиме ДДВ-то, друго ништо не направивме, никаков чекор напред не направивме, зборам сега на институционално ниво. Значи, зошто ние како невладина организација да реновираме 21 училишен тоалет? Сам срамота е да се влезе, сите имаме деца одат на училиште, па се прашувам како одат. Мојата кирка вели, не, ако не одиш со бајле до 10 часот, после жената чисти и заклучува и нема после одење, она го изчистила. И кај додат девојчињата? Тој нивни проблем. И сега, како да реагираме? Што да, не знам. Потоа имаме проблем ние исто. Во текот на овие години постојано одиме и посетуваме училишта. Нас не се случува да не вратат од училишта. Даваме донација, значи ние правиме акции. Да. Јас велам, секоја општина може тоа да го направи. Ако ние како мала организација можеме да собереме, да застанеме пред еден голем супермаркет и да кажеме денеска е акција на собирање менструални производи, верувајте дека жени, па и мажи купуваат и ќе донесат по едно пакетче. Тоа е доволно. Така. И сега не знам, 100, 200 ќе поминат денот. Ние ќе собереме, значи, испраќаме писма до институции, носат, поддржуваат, значи ние така успеавме 2 училишта, 2 години да ги снабдуваме редовно со менструални производи за текот на цела година за сите девојчиња кои што нели имаат потреба. Да. Зошто да не може општината тоа да го прави, ако веќе не сака додели, иако средствата се многу мали. Значи град Скопје треба да додели 1% од буџетот за да ги опфати сите девојчиња во средни училишта. Ама тој предлог е изгласен, а 2 години така не ги градоначалничката смета дека тоа не е потреба, дека девојчињата немаат потреба. Одговорот од секторот за образование, бидејќи ние работевме конкретно на тој проблем, беше дека не можеме да им даваме ние менструални производи на девојчињата што имаат пари. И сега ние ќе направиме анализа да видиме кои имаат, кои немаат, па ќе така ќе им делиме која е таа дискриминација. Секое девојче има нели одредени денови во месецот. Тие пари нели се изгласани, нели се одобрени? Не, но си ги алоцира, значи може за други намени. Смета дека за да си добие поини кога се прави буџетот прифаќа и нели се појавува на телевизија вика еве ние сега град Скопје и кој ќе дојде август месец, тие пари се пренаменуваат, а никогаш не разбравме за што ги дадат тие пари. Првата година бе некаде мислам 15.000, оваа година се 100% повеќе, 30, значи 15 кома нешто, се 32.000 евра. Тие пари никогаш не се доделени, а што е уште поинтересно, имам информација, односно јас присуствував на еден состанок во Женева, каде што градоначалничката изјави дека еве град Скопје купува лоши. На терен е сосема друго. Значи тоа се податоци кои што верувате дека само не враќаат назад. Него откако ние направивме, тоа што нели сите граѓански организации работат во мрежа, имаме партнери од секаде и ние почнавме да ја буткаме темата во соседството. Сите соседни држави направија анализи со прашалниците кои што ние ги дадовме за да видиме нели каква е состојбата, да направиме некаква компаративна анализа. Последното истражување кое што некако го скуцкавме за да го објавиме во рамки на 28 мај, меѓународниот ден за одбележување на менструалното здравје, секаде рече исто, дури ние сме некаде на средина, во некаде сме полоши, во некаде сме подобри. Србија се некако најдобри и најсвесни, имаат најголема свест за управување со менструалното здравје. Во Албанија се одлични во однос на адаптацијата на тоалетите според стандардите за управување со менструално здравје. Кај нас ние немаме јавен тоалет, што да зборам за друго, него го направивме Скопје 2014 за да доаѓаат туристи. Ама кога ги прашаме ние, кај ќе да туристите у тоалет, у шопинг мол.
Нели дојдоа да го видат Скопје 2014, мислам, каков шопинг мол. Шопинг мол, не знам. Па нема сред центар. Не, нема тоа има едно кое што се наоѓа тука блиску по Камен мост како доаѓа, на ке парк кога се оди, но тој тоалет е отворен од 8 до 16 часа, значи во време трајање нели на работните часови на јавната администрација, така да после тоа не треба да одите, не може да нема да одите у тоалет, тоа што е затворено. Мислам, тоа сме ние, за жал. Еве Охрид пред неколку години на наша иницијатива поставија јавни тоалети во центарот и тоа одлично функционира. Во помалите места, во поголем дел, имено во склоп на пазарите, но сепак, тоа е јавен тоалет, кој што ние, тоа се помали места и се врти центарот е фактички некаде тука, ама во Скопје не. Околу тоалетите во школите, спомна дека 28 школи адаптиравте со помош на амбасадите. Да, значи, можам да кажам дека тоа беше единствен пример за нас, морам сега како организација, да не одиме да бараме пари, сами да дојдат да ни понудат. Тоа беше британската амбасада, кој што дојдоа на првиот прес, што го имавме, каде што презентиравме првото истражување за менструална сиромаштија и тогашниот шеф на секторот за помош на граѓански организации не повеќе рече, јас сакам да работам со вас, кажете како можеме да направиме нешто да смениме. И со нив адаптиравме неколку тоалети, неколку училишта поддржавме со менструални производи и потоа Агенција за млади и спорт. Исто така, тоа беше пред ковидот, не повика и само иницијативно побара да кажеме што и каде мислиме дека треба да направиме анализа. Ние ги опфативме средните училишта и неколку основни училишта, они директно отидоа си ги адаптираа тоалетите. Значи во секој училиште по 1 до 2 тоалети се, овие училишта се 1 до 2 тоалети адаптирани. И мислам дека успеа да сватат, ако не друго барем да сватат што тоа значи. Значи, навистина е несватливо во 21 век да имаме ние тоалети без врата, да не може да се затвори, да нема струја. Верувате дека нема канта за фрлање на менструален отпад. И така се запнува како организација. Затоа, значи, според податоците кои што ги имаме за менструални за пушувањето на канализацијата во училиштата, 75% од запушувањата доаѓаат од фрлање на менструален отпад. Сега ако ги прашаме децата зошто тоа го прават, или нема канта кај да фрлање. А дали се уште се функционални или тоа е само за сликање? Или се не функционални се? Да. Например, имавме многу убаво искуство, позитивно искуство во основно училиште во Тетово, каде што мислам ние направивме 2 тоалети, останатите 2 тоалети самото училиште си ги направи и девојчињата се задоволни и среќни, значи верувате дека уопште не е голема инвестиција. Значи да се стави тоа лавабо, значи ние инсистираме во секоја кабина да има лавабо. Тоа е еден од главните стандарди за менструален тоалет. Што значи по стандарди? Да има посебни канти за отпадоци? Да има посебна канта за отпадоци и да има лавабо со вода. Значи да може да се измие раце, току користи чашка. Че може са чашка да користиш па додиш таму дека што. Значи нели си има некои стандарди. И сега, значи, апсолутно не е никаков проблем. Ја ќе се викам, станав експерти за тоалети. Значи, од отпадната вода која што влегува во шолјата, се става цевче, се носи, се става лавабото кошта, мислам, сериозно, лавабото кошта 4000 денари. Тоа се оние мали лавабоа, чешма, значи, за 150 евра вие ќе направите стандард и ќе им овозможите на децата да управуваат со своето менструално здравје и едноставно да ги учите да бидат како да кажам, да може да додат во тоалет додека имаат период, додека се во период. Да, затоа што некои податоци, исто интересен податок, дека девојчињата со отсуствата кои што ги имаат во текот на образовниот процес, доколку нели завршат и факултет, 6 месеци одат помалку на училиште од момчиња, да? Значи ако се земе дека секој месец не одат на училиште по толку дена, по една недела, значи доаѓа. Затоа се во вашите предлози за законски измени стои дека жените да добијат по 2 дена менструално отсуство. Да. Имаше многу коментари се фатија за тоа, од кај сега ова, да, многу. Како ќе се регулира на крај краишта, како е во светот тоа регулирано?
Значи, многу едноставно. Ти се донесе закон и законот ќе каже дека секоја жена има право на 1 до 2 дена менструално отсуство, не мора да ја биде платена, ве нека не ја биде платена. Она сама ќе одлучи дали нема да оди или ќе оди дојде на работа, но нема да биде касната. Нели? Она ќе биде едноставно слободна да одлучи дали може да оди или не. Значи, постојат различни примери како е тоа регулирано. Например, во Италија, големите корпорации им плаќаат ден до 2 дена да бидат отсутни од работа доколку нели имаат болки, не можат да дојдат. Значи, имаме ние жени кои што имаат големи крварења, имаат неверојатни болки. Па тие се непродуктивни, за џабе ти доаѓаат на работа, за џабе седат, пијат кафе, трошат струја, така нека седи дома, некогаш некоја може од дома да го сработи тоа ако е таков облик на работа, ако има. Значи постојат разни модалитети, но треба да се покаже волја и треба да се признае дека жената на вистина има проблем во текот на периодот и дека треба на некој начин тоа да и се помогне во таа насока, затоа што не се помага само неа, и на компанијата и на работодавецот се помага на тој начин. Сега ние го предлагаме како идеја и бараме да се направи законска рамка по која што ќе биде опфатено да жената може доколку има потреба. Сега ова буквално доколку има потреба, знаете, кај нас одма почнува злоупотреба. Ќе видите сега или у петок ќе добива или у понеделник, па продолжен викенд. Верувам дека е така, ама еднаш, два пати, па не може секој ден. Нели, секој месец не може, па ќе има проверки, па нека си има, значи има механизми на кои што тоа може да се регулира и да биде онака како што треба да биде, а верувам дека е многу важно да жената ги има тие 2 дена. Веќе гледам чекор по чекор рече сите европски сими тоа го прифаќаат. Знаете, ти благодарам за гостувањето. Се надевам дека ќе успееме малце да подигнеме свеста. Да, јас се надевам и нешто посакувам, како што минатата година посакав да се намали деделите, оваа година посакувам од следната учебна година сите девојчиња да добиваат бесплатен пакет менструални производи. Мислам дека тоа го можеме и мораме да го направиме ако сакаме да го вратиме достоинството на секоја девојка и жена. Благодарам на тебе. Благодарам и на тебе.